Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Она за што зборувавме во изминатите 2-3 дена беа најуспешните франкофони на Македонија. За тој повод денеска гостинка кај мене во студиото е господица Елена Николовска, професор по француски јазик. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов, добро утро на вас и на вашите гледачи. Како што веќе кажавте, јас сум Елена Николовска, професор по француски јазик, воедно и амбасадор по француски јазик на Република Македонија. Така. Повод за вашето гостување кај нас се последните успеси од надпреварот дигитални успеси на младите. Ученичка од 9-то оделение освои прва награда на меѓународно ниво. Така, во нашето училиште, основното општинско училиште Јоаким Крчевски од Крива Паланка, имаме многу активности во текот на целата година, па така и во текот на летото. Кога заврши учебната година 2015-2016 година, од страна организаторот беше најавен надпреварот Jeune Création Numérique или дигитални креации на младите, кој што го објаснив на учениците кои има време во текот на летниот период, за време на летниот распуст, да се подготвуваат и своите креации, цртежи и видеа да ги завршат во текот на месец септември. Така, во текот на месец септември, јас како нивен ментор, проверив докаде се нивните изработки, им советував како да го довршат цртежот, видеото, да коригираат онаму каде што требаше да се коригира, и до крајот на месец септември ги испративме линковите од изработените видеа, вкупно 5 и вкупно 6 цртежи од учениците кои што учествуваа на овој надпревар, и на крајот на октомври 2016 година ги добивме резултатите. Право на учество во овој надпревар има сите ученици кои го изучуваат францускиот јазик на возраст од 12 до 15 години. Тука се вклучија учениците од 8 и од 9 оделение. И на наше огромно задоволство на 27 октомври 2016 година во Париз од страна организаторот беа презентирани сите креации во рамките на овој проект, видеа и цртежи на сите учесници во надпреварот. Тука учествуваа учениците од Македонија, учениците од основното општинско училиште Јоаким Крчевски Крива Паланка, учествуваа ученици од Србија, од Грузија и од Белгија. Од страна организаторот, пред самиот старт на надпреварот, беше најавено дека сите учесници, сите креации ќе бидат рангирани на државно и меѓународно ниво. Така, на наше огромно задоволство, нашата ученичка Камелија Алексовска, ученичка во 9-то оделение, ја доби наградата за најдобар цртеж на меѓународно ниво, и во рамките на државно ниво, ученикот Јан Митовски доби награда за најдобро видео и ученичката Фрусина Павловска ја доби наградата за најдобар цртеж на државно ниво. Така. Колку време всушност се подготвувавте за оваа манифестација, да кажем? Во текот на месец јуни, значи со крајот на учебната 2015-2016 година, дадов одредени насоки на учениците кои сакаат да учествуваат во овој надпревар, на што треба да внимаваат. Тука ни помогне колегата Лазо Георгиевски, професор по ликовно образование. Значи дадовме насоки како да ги нацртаат цртежите, на што да внимаваат, бидејќи од самиот организатор беше нагласено дека не е важен квалитетот на цртежот или видеото, колку што е важна оригиналната идеја. Значи ученикот она што го работи да биде оригинално, значи нешто што досега не било прикажано, нешто иновативно, нешто ново, нешто креативно што ќе го привлече самиот организатор и самото жири од Белгија да ги прогласат за победници. Така, како помина самиот надпревар? Надпреварот помина многу позитивно за нас, значи како училиште.
Работевме, значи учениците во текот на летниот распуст работеа на своите изработки, но во текот на летниот распуст, иако беа на одмор, сепак имавме консултации, значи успеавме да се консултираме како и што да изработат, и со самиот старт на новата учебна година веќе ги видовме креациите, дадовме нови насоки, каде треба да се коригира, што треба да се коригира, за да она испадне, значи нивната идеја да биде доловена, да биде привлечна и да биде оригинална, да биде прикажана во вистинско светло, так, за да може самиот организатор да ја долови идејата, да ја прифати креацијата и да добијат награда, соодветна награда. Так, едноставно да се свати, да се примети дека нивниот вложен труд се исплати на некој начин. Да. А секако наградата е најдобар доказ за тоа. Предлагам до режијата да проследиме 2 видеа во продолжение, од кои што едното е успешните франкофони амбасадори на Македонија плюс победничкото видео. Ученичка од 9-то одделение во Основното општинско училиште Јоаким Крчевски Крива Паланка освои прва награда на меѓународен надпревар, насловен Дигитални креации на младите, додека двајца други од вкупно 11 кои учествуваа имаат најдобро видео и цртеж на тема Нашата иднина на државно ниво. Право на учество имаа ученици кои го изучуваат францускиот јазик и се на возраст од 12 до 15 години. Учениците од Јоаким Крчевски учествуваа под менторство на нивната професорка по француски јазик Елена Николовска и беа единствени учесници од државата. Учениците од Основното општинско училиште Јоаким Крчевски од Крива Паланка со самиот почеток на учебната 2016-2017 година има можност да учествуваат во меѓународниот надпревар Дигитални креации на младите. Во овој надпревар право на учество има сите ученици кои го изучуваат францускиот јазик и кои се на возраст од 12 до 15 години. Учениците достојно се покажаа како вистински франкофони и постигнаа врвни резултати на овој надпревар. Искрено не се надевав воопшто дека ќе биде првонаграден. Најпрви немав инспирација. Не знае воопшто што ќе нацртам, но како мала сакав да бидам астронаут и тоа мислам дека желба на секој дете, па така беше и моја. И тоа ме инспирираше всушност дека еден ден ќе одиме во вселената, дека еден ден можеби ќе запознаеме и некој друг свет, нешто што досега не сме го виделе, дури не сме знали дека постои. Твоето патување кон вселената, кон слава, веќе е остварено, можеби колку францускиот јазик ти помага да се вклучиш во дополнителни активности кои што ти носат одредени можности во живот? Францускиот јазик ми даде многу големи можности. Од 6-то одделение навам учествував на многу надпревари за спелување, пишување на состав, сега овој надпревар и навистина се надам дека ќе продолжам да го изучувам во иднина. Идејата беше дека многу луѓе да загадуваат животната средина и мене тоа не ми се допаѓаше и затоа ми текна да направам видео како да ја заштитиме животната средина. Така, што представи во видеото? Во видеото представив некои слики како на пример изгледа убава животна средина и како изгледа животна средина која е во неред и представив како треба ние да ја заштитиме. Јас нацртав како луѓето летат со чадори. Тоа го нацртав бидејќи мислам дека иднината сега е малку во хаос и дека тоа може да се промени со големите надежи на луѓето. Сите цртежи и видеа изработени во рамките на овој проект беа презентирани во Париз од страна на организаторот и беа прогласени победниците. Овој надпревар е подготовка за проектот Семантис 2 во кој младите кривопаланечки франкофони досега имаа можност да ги представат своите познавања на францускиот јазик и да ги усовршат. Проектот се залага за зајакнување на соработката во областа на образованието и користење нови технологии со цел да се фаворизира мобилноста на основците и да се поддржи пристапот до образование и технолошки иновации во училишен контекст, истакна Николовска. Самите ученици кажуваат дека благодарение на францускиот јазик учествувале на бројни надпревари каде што успеале да го покажат и да го докажат стекнатиот материјал. Какви предности има францускиот јазик? Францускиот јазик како втор меѓународен јазик во светот нуди многу можности како за професорите по француски јазик, професорите кои што предаваат одреден наставен предмет на француски јазик во билингвалните паралелки, така и за учениците кои го изучуваат овој јазик. Меѓународната организација на франкофонија нуди многу можности за учениците
кои го изучуваат францускиот јазик ширум светот. Така, во соработка со регионалниот центар за франкофонија, чие седиште е во Бугарија, во соработка со Националната комисија за франкофонија при владата на Република Македонија и Сдруженијето на професори по француски јазик на Република Македонија, заедно со француската амбасада од Скопје, во текот на учебната година нудат повеќе надпревари, активности и проекти за учениците од основните и средните училишта. Што е она што вие како ментор го правите за да ги мотивирате учениците? Учениците имаат многу можности и јас тие можности само им ги покажувам, дека можат со нешто ново, нешто интересно да го совладаат јазикот, да ги прошират своите знаења по француски јазик, да ги дополнат на некој начин своите знаења и професорите по француски јазик имаат можност преку веб-сајтови кои што нудат многу интересни игри за учениците, кои што можат да ги вклопат во наставните часови, со тоа што самата граматика се смета дека е тешка по француски јазик, но сите овие игри покажуваат дека преку игра всушност граматиката е многу лесна. Освен тоа, имаме доста песни кои што се во склоп со наставата. Покрај сите овие активности за време на наставниот час, каде што не можеме се да постигнеме затоа што имаме програма која што мораме да ја следиме, имаме и доста активности кои што се надвор од часовите, на додатна настава и на надпреварите активностите за франкофоните. Така, еден добар пример за тоа е и франкофонската вечер, која што почнавме да ја организираме од 2013 година. Јас како професор бев иницијатор за организирање на оваа манифестација, која што досега не постоеше во Крива Паланка. И со песна, со драматизација, преку театарски представи, преку глумење, играње, ритмички танци, учениците почнаа да се активираат и да прават нешто што не е секојдневно. Така, во почетокот со самата организација на франкофонската вечер, имавме помал број на ученици кои што сакаат да учествуваат, затоа што се плашија сега дали да глумат на француски, па дали тоа е тешко, па како да го совладаат текстот за самата драма и така натаму. Но со текот на годините, веќе до 2016 година на франкофонската вечер имавме повеќе од 120 учесници. Тука веќе се вклучи и гимназијалците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров со менторство на нивните професорки. Така веќе интересот за учество на овие манифестации за изучување на јазикот е се поголем и поголем. Така верувам дека во 2017 ќе имаме уште поголема бројка на ученици кои сакаат да учествуваат на вакви манифестации. Францускиот јазик е јазик кој што се зборува како мајчин во 7 земји. Еден е од 6 официјални јазици на Обединетите нации, заедно со англискиот, тие се, да кажеме, 2 светски јазика кои што се говорат на 5 континенти. Францускиот јазик е службен јазик во 27 земји во светот, од вкупно 80 франкофонски земји во светот и до денес број околу 274 милиони на зборувачи. Македонија е рамноправен член на франкофонското семејство, почнувајќи од септември 2006 година и со самото тоа, како рамноправен член на франкофонското семејство, има можност да учествува во сите манифестации, активности, проекти, надпревари кои што ги организира Меѓународната организација на франкофонија. Освен тоа, францускиот јазик е застапен во Европската унија, во 3 административни центри, Брисел, Луксембург, Страсбург, понатаму во Обединетите нации, како што кажавте, Меѓународната организација на Црвениот крст, УНЕСКО, НАТО, во сите културни манифестации како што Евровизија, во Олимписките игри, така да веднаш после англискиот, францускиот е еден од најзастапените јазици во светот. Реализиравте еден многу значаен проект подржан од француската амбасада, а познат под името Семантис, кој што се вели дека благодарение на добрата реализација ќе продолжи и понатаму да се реализира. Како вие сте инволвирани во овој проект, а како учениците?
Проектот Семантис го работевме од 2012 до 2014 година и во текот на овие 3 години имавме многу активности. Учениците има можност преку овој проект прво сами да креираат сценарио за театарска представа, потоа истото сценарио да го напишат на француски јазик, потоа да ги играат улогите на самите ликови од представата, а на вебсајтот на самиот проект Семантис имавме можност за размена на учениците од сите партнери во овој проект. Партнери во проектот беа вкупно 8 земји: Македонија, Полска, Белгија, Србија, Грузија, Романија, Франција и Романија. Учениците од сите овие 8 земји преку вебсајтот на Семантис, на проектот Семантис, има можност да меѓу себе да разменуваат иновативни вежби или игри на француски јазик. Например, учениците од нашето училиште креираат игри, а учениците од Полска се тестираат на самите игри, самите вежби кои што ги креирале нашите ученици. Понатаму во рамките на проектот Семантис имавме голема можност за промоција на македонската култура, македонската традиција, затоа што од самиот организатор беше најавено секоја земја партнер во проектот да ја промовира својата култура, својот јазик и својата традиција на својот мајчин јазик и на францускиот јазик, затоа што ние не ги знаеме сите, не ги зборуваме сите јазици. Ние како училиште имавме можност да ја направиме две театарски представи: Мрзеливата жена и метлата на француски и на македонски јазик, Женско царство на македонски и на француски јазик, и направивме на кратка презентација за анализа на училишниот систем во Македонија и во Франција. Во текот на сите тие подготовки учениците има можност да се забавуваат, да научат како да се однесуваат како актери, да речам, еден вид на аматери, но сепак актери, да доловат нешто што не е секојдневно, и она нивна желба, нивниот елан што го гледав за време на снимањето и за време на организирањето на сите настани, навистина беше навистина на повисоко ниво. И некако самиот успех, ако кажеме на оваа манифестација која што редовно ја реализирате, мислам дека на некој начин ни представува потик, мотив на учениците за да се трудат што повеќе. Па така, проектот Семантис беше еден од поводите, значи главен повод со кој што почнавме да организираме и франкофонската вечер во Крива Паланка. Таму за прв пат ја промовиравме театарската представа Мрзеливата жена и метлата, со пропратени со песни, со ритмички танци, така натаму. Во рамките на проектот Семантис за прв пат има можност ученици од нашето училиште да присуствуваат во друга франкофонска земја, затоа што на крајот на проектот Семантис во октомври 2014 година 20 ученици од нашето училиште има можност да патуваат во Вроцлав, Полска, и таму да се запознаат со дел од учениците од другите земји и да ги промовираат сите активности што сме ги сработеле во текот на овој проект. Значи, тоа беше едно навистина убаво патување за нив, но во исто време и голема одговорност за да ги покажат и докажат сите оние активности кои што сме ги работеле во рамките на овој проект. Кога заврши проектот Семантис, самиот организатор издаде едно портфолио, портфолиото се вика Семантис, во кое што беа објаснети сите активности на секоја земја партнер. Она што мене навистина ми се допаѓа е тоа што самото портфолио содржи кратка содржина на секој партнер, на секоја земја партнер, ова е на македонски јазик, и веќе во продолжение се објаснати активностите кои што ние сме ги сработеле во рамките на проектот Семантис
како сме ги креирале театарските представи, на што сме обрнале внимание, кои се нашите позитивни, кои се негативните страни во текот нели на снимањето, во текот на самите подготовки на театарските представи и така натаму. И уште нешто што е многу важно, проектот Семантис беше избран за еден од најдобрите проекти кои што се реализирани на француски јазик и имавме можност во текот на јули 2015 година да го презентираме проектот Семантис во рамките на светскиот форум по француски јазик кој се одржа во Лиеж во Белгија. Тука организаторот ја избра Македонија, Србија и Грузија како партнери кои што го презентира самиот проект во Лиеж. Таму ги презентиравме активностите од овој проект пред сите оние амбасадори, пред целата огромна публика во Лиеж, значи кои се нашите активности. Така, се она што сте го остваривме во текот на реализацијата на проектот Семантис. Така, кога сме веќе тука би сакала да напоменеме за уште еден проект, имаме информација, така? А тоа е проектот Ентерланг. Во рамките на проектот Ентерланг учествува партнерите од проектот Семантис по избор на самиот организатор. Тука е Македонија, Грузија, Србија и Белгија. И учениците од основните училишта од овие земји имаа можност своите теми, табу теми во секоја земја кои што ги обкружуваат, да ги нацртаат преку цртеж, преку карикатура и преку креирање на стрипови. Бидејќи во нашето училиште за учество во овој проект се пријавија поголем број на ученици, самиот организатор направи една преселекција на учениците кои учествуваат во овој проект, па така од вкупно 9 ученика издвоја 5 ученици од нашето училиште кои што учествуваа во рамките на проектот Ентерланг и престојуваа во Брисел, Белгија една недела. Учениците кои беа избрани, значи во самата преселекција на учениците, тие беа задолжени да реализираат цртежи, пак со некоја иновативна идеја, нешто што ги обкружува, но овој пат темите беа делумно дадени од страната на организаторот, а вториот дел на темите го одбраа самите ученици кои што учествуваат во проектот. 5 ученици кои што учествуваа во проектот Ентерланг и престојуваа во Белгија имаа можност да се дружат со основците од Грузија, Србија и Белгија, да креираат карикатури, стрипови, да креираат цртежи, дури одевме до степен да ги цртаат своите професори, наставници и да прикажат како тие се однесуваат, што е она што им останало во сеќавање за време на часовите. Тука во самата реализација на проектот атмосферата, како што можете да видите од видеото, беше доста опуштена. Учениците се однесуваа слободно, нема некој стрес дека мора тоа така да биде и не беа временски ограничени колку време им е потребно за реализација на нивниот изработка. И по завршување на самиот проект Ентерланг имавме изложба на сите изработени карикатури, стрипови во рамките на овој проект. И освен тоа, учениците имаа можност да го посетат Европскиот парламент во Брисел, понатаму да ја посетат Македонската амбасада во Брисел, има можност да посетат значајни музеи, значаен музеј нели за стриповите, бидејќи самата Белгија е носител на организирање и креирање на стрип како нели литература. Океј, добро ред. Тоа е доволно, тоа би било тоа. А во текот на летниот распуст најдобрите беа на камп во Молдавија. Така, со самиот надпревар Олимпијади, кој што се организира на државно и регионално ниво, општинско државно и регионално ниво,
Учениците од нашето училиште, ученичката Јоана Илиевска и Марија Стојановска, ги освоја првото и второто место на државен надпревар Олимпијади и со помош и со благодарение на Меѓународната организација на франкофонија, тука и нашата национална комисија за франкофонија при владата на Република Македонија, господјата Марија Николова, и Сдруженијето на професори по француски јазик на Република Македонија, чиј претседател е господја Елисавета Поповска, овозможија на сите ученици кои беа прво наградени од сите надпревари кој што се организира во текот на 2015-2016 година, да престојуваат на франкофонски камп во Молдавија. Таква можност има и ученичките Јоана Илиевска и Марија Стојановска да престојуваат на овој франкофонски камп, кои сами го искажуваат задоволството од она што го виделе, што го посетиле, самите активности кои што ги имале во текот на овој камп. Так, да погледнеме како си поминале овие дечиња, бидејќи го имаме прилогот. Во шестчлената македонска франкофонска експедиција, која од 24 до 30 јули учествуваше на меѓународниот франкофонски камп во Вадулу и Вода во Молдавија, учествуваа првонаградените олимпијки од Крива Паланка, Јоана Илиевска и Марија Стојановска. Во македонскиот тим, покрај овие две ученички, учествува уште 4 ученика од Република Македонија, кои што се прво пласирани од останатите надпревари по француски јазик, кои што се одржаа во учебната 2015-2016 година. Ово учество на франкофонскиот камп го возможи Меѓународната организација на франкофонија, заедно со Крефеко, франкофонски регионален центар за Централна и Источна Европа, чие седиште се наоѓа во Бугарија. Тука заслужна е господја Марија Николова, која што е координатор за франкофонија на Република Македонија, во соработка со Сдруженијето на професори по француски јазик на Република Македонија, господја Елисавета Поповска. Воедно им благодарам за оваа можност, како и на благодарност и до колешката Анета Димишковска, која ги придружуваше учениците во текот на овој франкофонски камп. На еднонеделниот камп ученичките другаруваа со своите врсници од 6 држави, практично применувајќи ги усвоените знаења по француски јазик. На овој франкофонски камп имаше голем број на активности, некои од нив беа спортски активности, така имавме македонска вечер, а покрај тоа имавме и театарско ателје. Од театарското ателје најважно е тоа бидејќи сите 7 дена ние составувавме приказна, односно првиот ден го составивме текстот на приказната, а потоа продолжувавме со чекорите, односно беше еден вид на мюзикл. Исто така имавме ги одбравме ликовите кои треба да глумат во таа представа, исто така создадовме и диалог за нив, како и создадовме маски. Последната вечер имавме всушност затварање на овој франкофонски камп, каде што се представивме со нашата представа. Имаше учесници од Албанија, Македонија, Бугарија, Романија, Ерменија и Молдавија. И со сите нив комунициравме на француски јазик. Камповите се можност да се остварат контакти, да се формираат нови пријателства, да се истражат и запознаат нови места и култури, но и достојно да се представат училиштето, градот и државата. Посетивме многу места, многу значајни места за Молдавија, од повеќе манастири, Молдавскиот парламент, француската амбасада во Молдавија, повеќе живописни села. Секоја вечер имаше по една вечер со која се представуваат државите со нивните специјалитети, а исто така народни ора и песни. Исто тоа го направивме и ние, се представивме во право светло, односно представивме голем број од македонските специјалитети. Исто така слушавме македонска музика, имавме презентација за Скопје, односно нашиот главен град, каде што ги представивме нашите споменици, а покрај тоа исто така ги учевме и учениците од другите држави да играат македонски ора. Искуството на овие ученички е пример дека знаењето и убавиот збор отвораат железни врати, но и калиграфски испишуваат страници на училишните дневници. Самото учество на франкофонскиот камп е една голема потврда дека учениците во основното училиште Јаким Крчевски од Крива Паланка го сакаат, го изучуваат францускиот јазик и ги негуваат своите знаења кон овој јазик, а сето тоа го покажуваат и надвор од границите на нашата земја. Од веќе кажаното и од веќе приложеното може да видиме дека ги некако активирате учениците на тоа поле додатно да цртаат, како што рековте, за успешна драматизација, за пишување на есеи. Токму поради ова што воведувате новини или иновации во самиот проект, во 2014 година ја понесовте, да кажеме, титулата амбасадор на францускиот јазик на Македонија. Дали ова дополнително ве стимулираше за да продолжите? Така, во 2014 година
имав можност како професор по француски јазик да учествувам во проектот Bonjour du Monde, во кој сосема случајно започнав да учествувам. И како професор по француски јазик, самиот организатор ми креираше блог. И сите учесници во овој проект имаат свој блог на кој што ги ставаат своите иновативни идеи, своите креации, своите оригинални вежби, со кои што учениците можат дополнително да го совадаат францускиот јазик и тоа да им го олесни самото изучување на овој јазик. На мое огромно задоволство, професорите по француски јазик ширум светот има можност да учествуваат во надпреварот во рамките на проектот Bonjour du Monde. Така и мојот блог беше вклучен во овој надпревар и по извесен период добив информација дека мојот блог е прогласен за еден од 3 најдобри блога по француски јазик во светот. Така, тројцата победници, јас заедно со мојата колешка од Египет и од Луксембург, како победници од овој надпревар, имавме можност за усовршување во Ница, Франција, и таму, покрај обуката што ја следавме, добивме и титула амбасадор по француски јазик. Јас, како амбасадор по француски јазик на Република Македонија, колешките за својата земја. Како амбасадор по француски јазик сум во контакт со скоро сите колеги од Македонија. Се трудам да им излезам во пресред, да разменуваме иновативни идеи, мислења, искуства, затоа што со текот на работното искуство имаме големи можности, нови погледи кон наставата, како да ги реализираме часовите и како тоа да го инволвираме за време на наставата. Така. После сето ова, зашто поразговараме, можеме да заклучиме дека одлуката која што сте ја донеле да се определите за францускиот јазик се покажа повеќе од успешна. Ве подигна на едно успешно ниво, успешни сте во својата работа, а и самото тоа што го напоменавте, сте стекнале голем број на пријателства надалеку низ светот. Така, со учеството на сите проекти и активности на меѓународно ниво, следењето на обуки кои што имав можност да ги следам во повеќе центри во светот, во Франција, во Белгија, во Швајцарија, последно бев во Женева, во Швајцарија, во Софија, во нашата земја. Сите оние семинари кои што ги следам, сите оние контакти со колегите, значи сето тоа допринесува да бидеме поуспешни, поиновативни како професори и да се надоградуваме. Така, јас искрено се надевам дека пред вас стојат многу успешни проекти, како веќе овие два кои што ги напоменавме, кои се зад вас. Што друго можам да кажам, освен да ви се заблагодарам за денешното гостување и за она што ни објаснивте по-конкретно што се всушност франкофоните. Така, јас ви благодарам за можноста за учество во вашата емисија. Тука би сакала, ако ми дозволите, да се заблагодарам и на директорот господин Драган Ристовски, кој што секогаш ги поддржува нашите проекти и активности. Без него не би можеле да учествуваме на вакви надпревари. Голема благодарност до моите колеги, до моето семејство за поддршката што ми ја даваат во текот на овие години, се надевам и во иднина. Голема благодарност на родителите и на учениците. Без нив сето ова не може да се реализира. Понатаму голема благодарност до сите организации кои што секојдневно се тука за да ни помогнат, за да ни насочат и да ни дадат нови можности за учество на сите бројни надпревари проекти на државно и меѓународно ниво. Како што веќе ги кажав, Дружењето на професори по француски јазик на Република Македонија, Националната комисија за франкофонија на Република Македонија при владата на Република Македонија, Француската амбасада и сето тоа, значи, во соработка со Меѓународната организација на франкофонија. Така.
Заклучок, со вложениот труд може да го постигнеме се она што сме го замислиле. Вие, драги гледачи, останете со нашата програма, имајте убав ден и добро расположение.